10.000 подписи за помалку од 18 сати. Тоа е голема работа. Повеќе од 10.000 храбри луѓе се одважија, го зедоа знамето на гром и покажаа храброст во општинските простори на бројни наши политички, да речеме, противници и дадоа подршка на кандидатурата за претседател на Република Македонија. Навистина се поклонувам пред вашата храброст. Тоа не е случајно. Тоа е работа макотрпна, долготрајна, чекор по чекор. Имам сега едно прашање за повеќе од 100.000 гласа. Кој е креаторот и моторот на оваа акција? Ве молам. Без него сето ова ќе беше илузија. И затоа огромна почит на храброста и страјноста и се она што го вложи во поставувањето на темелите и градењето на нашата нова партија. Стануваме дел од светските трендови. Во многу подобро развиени земји луѓето се освестија, препознаа дека нивното место е во средината на политичките збиднувања, па така во Чешка, во Словенија, во Бугарија. Партии слични на нашите не само што учествуваа, победуваа на парламентарни избори и управуваа со тие држави. Зошто тоа да не го направиме и ние? Затоа, колоквиумот што го положивме во оние 2 дена додека ги собиравме подписите, ќе треба да го верификуваме со испит на 13 април и со диплома на вториот круг од претседателските избори на 27 април. Резултатите од претседателските избори се наш влезен билет за парламентарните избори. И убеден сум дека нашата партија ќе биде учесник во сите влади кои што ќе се формираат во иднина во Република Македонија, ќе биде коректив на власта и ќе биде совест на граѓаните на Република Македонија. Сакаме да го вратиме достоинството на Република Македонија во меѓународната заедница, која што за жал во последните години го изгубивме. Сакаме Македонија да ја направиме активен учесник во меѓународните текови и конечно таа да стане дел од евроатлантските интеграции како услов за нејзин просперитет. Има неколку фактори кои што ги нудиме како нешто ново на политичката сцена, како нова понуда. Тоа е комплетна професионализација на дипломатијата во Република Македонија. Нема повеќе да дозволиме таа да биде прибежиште на истрошени партиски кадри или на некакви млади луѓе кои што апсолутно до тогаш немале никакво искуство во меѓународната политика. Понатаму, за стратешките одлуки кои се однесуваат на меѓународната политика ќе мора да стојат сериозни анализи. Тоа што досега не беше случај. Нема импровизации во преговорите. Има да се носат компетентни луѓе и да се носат одлуки врз основа на претходно направени анализи. Понатаму, ќе престанеме да се однесуваме провокативно не само кон нашите соседи и на таков начин да ги вратиме симпатиите на нашите традиционални партнери кои што за жал во последните години ги изгубивме. Исто така, паралелно со овие тешки преговори околу јазикот, идентитетот, името, црквата, сакаме да отвараме со нашите соседи и теми кои што се многу поблиски до нас, како што се економијата, културната размена, спортот и така натаму. На таков начин мислам дека ќе наоѓаме многу повеќе заеднички точки, ќе ја придобиеме нивната доверба и конечно ќе сватиме дека соседите ни се сепак најблиску. Какви такви, мора да живееме со нив и мора да наоѓаме начин како да ги одблокираме сите овие процеси кои што се во овој момент заглавени. Овие императиви за кои што зборував, сакам да ги преточиме во реалност, заедно, сите ние. Јас сум најмалку важен во целата оваа работа. Важно е да го промовираме концептот на граѓаните на Република Македонија, од нив да побараме помош на престојните избори, не да бараме да го заокружат само број
бројчето пред името на кандидатот на Гром, туку да разберат новата филозофија која им се нуди. Филозофија во која што сите ќе бидеме еднакви, држава во која што младите ќе сакаат да се вратат и нема повеќе да заминуваат од неа. Ви благодарам и да сте живи и здрави. Намерно сакавме градската организација да ја конституираме во малку поголем број. Како што тоа денеска го правиме, сакаме да бидете сведоци на повеќе луѓе да бидат сведоци на еден настан, а тоа значи на едно заокружување на организационата структура на граѓанската опција за Македонија овде во градот Скопје. Оваа градска организација ќе има голема задача да ја координира работата на скопските општински организации и на наредните локални избори да победи за градоначалник на Скопје. Тоа ќе биде задачата на градската организација. Значи, ова градска организација не ја формираме колку ради реда, како што некои велат како англиска кралица, туку напротив, со единствена задача да ја спреми партијата за 2017 година за победа на изборите за градоначалник на Скопје. На многу од вас може далечни им стојат вакви соништа, меѓутоа морам да ви кажам дека треба да знаете дека во политиката се е можно. Наша цел е да Гром дефинитивно биде трета политичка опција овде во градот Скопје и никој во Скопје да не може да победи без граѓанската опција за Македонија. На Македонија треба председател кој ќе биде близок со граѓаните. На Македонија најмногу му треба вистински председател токму за обичниот човек. На елитата и е лесно, ќе го крене кај што и е тешко, ќе го крене телефонот, ќе си најде врска, ќе си заврши работа. Но ние викаме што правиме со обичниот човек? Нив им треба вистински председател. Ете такове господинот Зоран Поповски. Ние бираме председател да се најде на сите граѓани на Република Македонија. И јас ви ветувам дека на овие избори како председател на граѓанската опција за Македонија од сега па натаму секоја вечер и секој ден ќе бидеме во некоја општина. Сакаме нашето членство и на граѓаните на Република Македонија да ги кренеме на нозе, да знаат дека нудиме одличен председателски кандидат и дека граѓанската опција за Македонија ќе биде партија која што секогаш ќе им нуди квалитетни кадри и дека она што ќе го бираат во граѓанската опција за Македонија, тоа ќе вреди.